Околу 450 кампери од автокампот Крани тврдат дека со години биле манипулирани надоместокот за користењето на камповите да го плаќаат на концесионер кој всушност и не бил концесионер. Според прибавените документи, автокампот не постои во катастарските книги, туку постои само парцела од земјоделско необработливо земјиште во собственост на државата, велат камперите. Овој податок го откриле случајно пред 2 години, кога концесионерот Доел Трпеновски дури за 150% им ги зголемил давачките. Камперите, сега веќе организирани во здружение, најпрви на неколку наврати протестираа, а подолго време правдата ја докажуваат и низ надлежните судски институции. Автокамп по Крани од 2004 година до ланската година работи на незаконски начин, без регистриран автокамп. Исто така поведовме судска постапка за ништовност на договорот, каде што и тие во самиот договор наведуваат дека не се собственици, склучиле договор Агроплод со Трпеновски Доел за користење на автокампот Крани. Фактички нешто што не е нивно се склучуваат самите договор и наплаќаат од 400 до 450 кампери секоја година. Камперите обвинуваат дека, како што го нарекуваат така наречениот концесионер, на незаконски начин стопанисувал со државен имот, при што, освен што лично профитирал, тој нанесувал огромна штета и на државата. Затоа тие поднесле соодветни пријави до сите судски инстанци, до финансиската полиција, до организиран криминал, но и до народниот правобранител со цел, како што велат, заштита на имотот на државата. Пуштија препорачани писма каде што бараат да му се плати за 2022 година, каде што автокамп по Крани не работеше, и за 2023 година во рок од 8 дена да подпишат договор. Во 2022 година од камперите немавме подпишано ни договор, ни ништо. Јас го повикувам државниот правобранител не да не заштити наш, туку да ја заштити земјата која што е на државата на Република Македонија, да го заштити имото на Република Македонија и да побара времена мерка до разрешување на судските постапки. Од Доел Трпеновски категорично ги отфрлаат сите овие обвинувања за нивно незаконско работење, иако признаваат дека автокампот навистина го нема во катастарските книги и не е категоризиран. Но според концесионерот Никола Трпеновски, постапката за доприватизација на кампот од страна на Агроплод подолго време била во процедура. Вели дека ги имаат сите доказни документи, а до сега дури во нивна полза одлучиле и некои од судовите каде се водат постапките. Поради тоа што сите кампови кои се на територија на Република Македонија се уште не се категоризирани, а тоа заради неспроведливоста на законот од 2014 година, што е јавна тајна, и поради тоа што во документите се уште стои дека автокамп Крани не е доприватизиран, односно е на државно земјиште, камперите си креирале став дека камп не постои, дека не е легален и дека ние работиме незаконски, што е ноторна лага. Дециден е концесионерот Никола Трпеновски.